Пијан Скопјанец вчера вечер се заканувал дека ќе ја дигне владата на Република Македонија во воздух. Околу 17:40 часот на телефонскиот број 192 од својот мобилен Страшо Јованов се јавил во видно алкохолизирана состојба и без да се представи рекол дека за 16 минути две ракети ќе бидат испалени кон зградата на владата на Република Македонија за да ја уништат. Дополнителна паника направи информацијата дека американската амбасада веднаш упатила имејл до своите вработени да избегнуваат да се движат околу владата поради можни инциденти. Сепак и овој пат се работело за лажна пријава и лажна паника. Од МВР излегоа со официјално соопштение дека е пронајдено лицето. Информираат дека по брзата интервенција на единицата за антитероризам било утврдено дека се работи за лажна дојава и дека нема потреба од дополнителни паники, а лицето е лоцирано преку неговиот мобилен телефон. Скопјанецот е приведен во полициска станица, каде објаснил дека сакал да привлече внимание затоа што не бил задоволен од некоја спорна одлука на општина Газибаба. Полицијата работи на расчистување на случајот, а известен е јавен обвинител. Освен што внесува немир и паника кај граѓаните, лажното пријавување носи и сериозни последици и казни. Имено затворски казни од 3 месеци до 3 години или пак дебели парични казни за оние кои на шега или намерно лажно пријавиле дека во некоја институција е поставена бомба. Исто така лажните пријави за поставените бомби предизвикуваат и значителни материјални трошоци и средства на полициските служби. Ова не е првпат во последнава година да се создаде лажна паника. Во декември американската амбасада пријави во МВР дека пред главниот влез има автомобил пикап, кој по проверките на безбедносната служба на амбасадата покажувало присуство на експлозив. Единицата за антитероризам направи детален преглед на возилото и беше констатирано дека е празно и дека во него нема експлозив.